Во досегашната историја на Македонија, две реформски патриотски влади, формирани од ВМРО ДПМН, беа соборени од безбедносно-политички кризи, кои не можеа да се случат без директна вмешаност на домашните безбедносни служби. Првата беше војната од 2001 година, која практично почна во 2000-та со првиот скандал за прислушкување, во кој Нели СДСМ ја обвинуваше владата на ВМРО ДПМН дека ги завладеала безбедносните служби и почнала да прислушкува новинари и опозиционери. Тогаш немаше YouTube, па Црвенковски, за да ги докаже тврдењата, делеше некои спринтани записи и папки. Политичката криза што е предизвика овој скандал придонеси за војната, од која Дуи излезе како воен, а СДСМ како политички победник. Вториот пат кога безбедносните служби повторно беа во центарот на скандалот беше нели со прислушкувањето од 2015 година. И повторно истата приказна. Демек ВМРО прислушкувало, се снимале самите себе, но не и опозицијата. И дури ги оставиле снимките таму некои агенти да ги видат, па бидејќи немале што друго да прават со нив, веднаш да ги однесат во СДСМ, а тие да се искористат како изговор за да почне кампања за уривање на влада. И тоа се поддржано од соседни држави и западни дипломати и служби. И коалицијата СДСМ и Дуи повторно профитираше. Колку не чинеше тоа, како држава знаете сами. Промена на име, продажба на идентитет, јазик, историја и што се не. И сега по овие две искуства, кои Македонија одвај ги прежива и како што реков, еве како излезе, со ново име, понижена и внатрешно редефинирана. Новата влада има една задача, оваа трета поред влада да речеме, е да се справи со токсичниот центар на мој кој ги предизвикува овие претходни кризи. Немаме друг избор, освен да расчистиме со таа длабока држава, која индиректно е контролирана од СДСМ и Дуи и која уништува Македонија. На ова мора да се стави крај.